Го следите најновото издание на регионалните вести на телевизија КИС. Со шут и друг отпад на повеќе места е затрупано коритото на река Пена. Неисчистеното корито кое загадува реката и околината може да предизвика изливање на пена во случај на поголем пороен дожд. Кејот на Пена во Тетово речиси никој не го користи за прошетки и рекреација. Во коритото на реката на повеќе места создадени се мини диви депонии. Некогашната чиста тетовска река е затрупана со се и се што. Градежен шут, медицински отпад и фекалии се фрлаат и стурат во Пена, откаде се шири смрдја. Наместо привлечно место, Пена стана еколошка катастрофа во градот, реагираат тетовци. Коритото треба собранието да очисти општината, тоа редовно. Меѓутоа мало и несовесно е на граѓаните, фрљамо шишења. Меродавните мало треба поактивни да виде. Све што е вишок дома има у корито на Пена. Ма не само овој дел овде, него целото корито из целиот град не е исчистен. Не само овде. Ова е жалосно за Тетово. Глед каква убавина е ова, а да не се исчисти коритото. Пред некој ден видов овде една фотела фрлена. Нашата камера регистрираше дека речиси половина од коритото на Пена во долниот дел на градот е затрупано со наноси од земја, камења, шут и друг разновиден отпад. Експертите алармираат коритото што поскоро да се исчисти, за да се спречи излевање на реката во случај на поголем пороен дожд во есенскиот период. Не е само опасноста што мирисите низ реката сега не дозволуваат да биде ова место за шетање на граѓаните, затоа што постои втората опасност дека ако не се почисти овој дното или подножјето на реката, да ако се подигнало до нивото на долното корито, нели тогаш ќе се случи она што се случува при најмал пообилен малце дожд, ќе дојде пак до поплави во градот. Овие чудни работи се случуваат еден подолг период во Тетово, значи времето кога е сега, кога има минимални количини на вода, не се користи за чистење на коритото на реката. Не само на овој дел тука во градот натре, него и за горниот дел таму. А на горниот дел едно почудно работа се случува, значи како што работат две различити фирми, една на правивање на пата, другата на чистење на коритото. Барем оно што проаѓам, гледам почесто таму, одам, гледам дека овие што го значи градат патот, оние туркаат земјата во река, а овој другиот сега таа иста земја треба да ја дигне и да ја носи негде. Така да мислам дека се некоординирани активности, сето тоа се должи на да не речем непрофесионални, меѓутоа неспремни кадри кои треба овие активности да ги менаџираат, да ги координираат. Сега сите овие работи се врзани меѓу себе, не е само реката. Еве и местото кај што стоиме, можда со недели и со месеци не се чисти уопште, така да е единиот парк во Тетово све врие во ѓубриште, значи има луѓе одредени, јас сум ги сретнал тука кои не доаѓаат на работа и не чистат. И така да, за жал, граѓаните на Тетово просторот од ден на ден им се сместува, чак и оваа река што треба да ја користиме сега, нели, за реабилитација или да не речем за прошатка низ тротоарите околу реката, не можеме да се гадиме со овие ѓубрињата што се фрлени тука. Ни инспекцијата, нели, базарната не реагира од овие се ѓубриња фрлени од горниот дел на реката, така да таму треба да бидат поактивни малце, а исто така и градежната инспекција која што дозволува да се градат објекти околу реката и да се фрла земјиштето и шутот да се фрла, да се стесне коритото, а со самото тоа и низ градот да течат фекалии, да течат вакви да речеме градежни активности што се фрле меѓу ѓубриштата на реката во Тетово. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи призна дека годинава воопшто не е исчистено коритото. Не одговори конкретно дали сега ќе биде исчистена реката, но истакна дека општината изминатиот период се ангажирала на чистење на мини диви депонии во руралните средини. Пред почетокот на годината направивме едно чистење, ке треба да се види, значи, според програмата дали е предвидено и сега, додека како што сте веќе виделе, сме расчистиле најголем дел од така наречени мали диви депонии во многу места, како што е кај селце, во околината на селата. За време на големите поплави во 2015 година реката Пена се излеа, како што укажа експертите, поради неисчистеното корито. Од излевањето долниот дел на градот беше поплавен, а оштетени беа голем број на индивидуални објекти. Повторно тетовските полицајци
открие странски државјанки кои нелегално работеле во гостителски објект. Рано утринава во 1 часот и 30 минути по преземени мерки и активности за пронаоѓање на нелегално вработени странски државјани од страна на полициски службеници од регионален центар за гранични работи Север, била извршена контрола во угостителски објект, сопственост на двајца жители на Тетовско, лоциран на автопатот Тетово-Гостивар. При тоа биле приведени 11 странски државјанки, кои биле затекнати како танцуваат и ги забавуваат присутните гости во наведениот објект, соопшти денеска Министерството за внатрешни работи. Ваквите акции, редовни или акциски, резултираат со често наоѓање на странски државјанки кои потоа секторот за странци и реадмисија ги протерува од државата, вели потпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Во првите 6 месеци од оваа година во редовни или акциски контроли спроведени на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово, купно откриени се 33 странски државјанки, од кои 21 на гостиварските и 11 на тетовските простори, најмногу од Република Албанија, Косово и Србија. Странските државјанки на различна возраст од 18 до 45 години биле затекнати во угостителски објекти во Тетово, Гостивар и во неколку од овдешните околни села, најчесто како со пеење и танцување ги забавуваат присутните гости во објектите. Најголемиот број од нив престојувале непријавено, односно спротивно на целта, и го злоупотребиле туристичкиот престој, поради што се приведени, кусо задржани во секторот за внатрешни работи Тетово и предадени на одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија. Рецидивите потоа изведени се пред судии за прекршоци на основните судови во Тетово и Гостивар и се изречени парични глоби и времени забрани за влез во Република Македонија, депортирани се во нивните матични земји. Во првото полугодие исто така откриени се и 23 странски државјани, претежно економски емигранти, надничари од Република Албанија, кои најчесто се ангажираат за извршување на градежни или полски работи во селата по Чарпланина и Сувагора. Многумина од нив престојуваат непријавено или не ги поседуваат потребните документи, особено оние кои легално влегуваат во нашава земја, обично напролет, а заминуваат со почетокот на есента. Центарот за култура Аснон во Гостивар го одбележа празникот 8 септември со концерт на класична музика. Настанот се организираше со поддршка на Министерството за култура. По повод денот на независноста 8 септември, вчера вечер во Гостивар се одржа концерт на класична музика. Пред гостиварската публика настапи клавирското трио Елена Дојчинова на флејта, Наташа Јовановска на виолончело и Марија Ѓошевска на пијано. Настанот под името 8 септемвриски ноти го организираше Гостиварскиот центар за култура Асном. Па веќе стане традиционална, условно речена, манифестацијата. Ние веќе сме поддржувани на страна на Министерството за култура, ова е веќе 5-та година. Пробуваме да правиме нешто. Е наш празник и мислевме дека да бегаме веќе од тоа фолклорно и поќе се фокусираме на класичната музика. Вечер да имаме концерт по класична музика, гости бени се од Скопје. Истина речено, публика има, мислам, и очекувавме, бидејќи веќе се скрши таа немање на публика, одиме кон подобро и мислам дека ќе оставиме белег дека 8 септември најверојатно и во другите градови или во другите центри се слави, туку мене ми беше целта дека и во Гостивар ова манифестација традиционална веќе е и би требало да се слави. Во програмата од 60 на минути беа изведени дела од светски познати композитори. Триото го освои вниманието и симпатиите на гостиварската публика, која дојде во значителен број да го проследи концертот. Во триото, кое настапи во Гостивар, членуваат успешни македонски музичарки, меѓу кои има и гостиварка, Наташа Јовановска. Таа е челист во Македонската филхармонија и освен во нашата земја има настапувано во Германија, Грузија и други држави. Како член на оркестарот на филхармонија редовно настапува под диригентските палки на многу светски имиња. Дојчинова е надворешен соработник на филхармонија, а досега одржувала концерти во Србија, Бугарија, Чешка и други земји. Добитник е на повеќе награди.
Ѓошеска е еден од најистакнатите пијанисти во Македонија и е редовен професор на катедрата по пијано на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Жителите на гостиварската населба Дутлок и вработените во општина Гостивар денеска се соочија на фудбалско игралиште. Надпреварот се организираше како активно за промоција на општинските инвестиции во спортот, спортскиот дух и соживотот. Ние сме во средното медицинско училиште во населбата Дутлок и се организираше од населението на Дутлок една спортска среда, еден мал фудбал меѓу жителите на ова населба и вработените во општина. Целта е да го промовираме едниот од спортските терени што ги имаме направено во средно медицинско училиште и многу други терени низ нашиот град. И Дутлок е една населба кај живеат различни националности, македонци, албанци, турци и други, и да им кажуваме дека сме ние за еден добар соживот во нашиот град, а за фудбалот нека победат тие што се најдобри. Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија објави видеоистражување на тема користење на средства од државниот буџет во име на репрезентацијата. Сторијата може да се погледне на нивната интернет страница. Ви кажуваат некни таму кај што ни се у тој објектот удисиче ни исклучиле струја евана, пошто е надвор од кругот на МВР, алфите се таму. И управо се што исклучиле, не сме платиле. Јас вчера нели што ти пишав за ова за полициската станица. Луѓево, значи рипаат од радост, како мали деца се радуваат, зашто имале плочки у купатило и прозорите зашто се затвараат. Значи до таму е дојдена работава. А мене ми се смее што сум рекол за одбрана терапија. Ама они сами му кажа, а спијат на железни кревети, на кебињата пишува JNA. Фус интересно беше пошто албанец е тој што збори, знаеш многу мал фонд на зборови има. И толку примитивно, толку едноставно, но суштината е таа. Објасно вика ова министерката знаат што го има направено, вика не ти дува прозорот. И си вика не кај живееме. А и на не купиш нови кондури оваа година, ако нешто ептен треба да издржиш, немаш да не. Ама и тоа не можам. Храна, вода. Ваква е сликата со условите за работа на полицајците и војниците. Немаат опрема, одат во стара униформа, храна која ни оддалеку не ги задоволува нивните потреби. Но затоа нивните предпоставени имаат одврзани раце да се гоштеваат во скапи ресторани со богата трпеза и да трошат вртоглави суми за угостителски услуги и репрезентација. Така, за 6 години, овие министерства само за репрезентација потрошиле 2,8 милиони евра, од кои Министерството за внатрешни работи потрошило 1,5 милиони евра, додека одбрана без армијата на Република Македонија потрошиле 1,3 милиони евра. Само во 10 ресторани, луѓе на раководни позиции во МВР потрошиле половина милион евра. Сумите исплатени кон овие угостителски објекти изнесуваат 30% од вкупната сума потрошена за репрезентација во последните 5 години. Според документите до кои дојде Скуп, најпосакувани за ручеци и вечери биле специјалитетите на Воденица, каде МВР има потрошено вкупно 220.000 евра. Во Ања 65.000 евра, Зевсилијада 54.000 евра, Интермецо 48.000 евра, Трент 38.000 евра и Театро 30.000 евра. Скуп истражуваше кои се собствениците на овие ресторани. Собственик на Воденица е Стојан Филиповски, кој се споменува како собственик на една од галиите на Вардар.
На фактурите од овој ресторан јасно се гледа логото на Агенцијата за обезбедување СГС, која во јавноста се поврзува со Сашо Мијалков, поранешен шеф на тајната полиција и прв братучет на екс-премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Во полициските синдикати велат дека бројките се доказ дека никој не водел сметка за работните услови на полицајците. Денеска имавме променливо облачно време со повремени сончеви периоди. Дуваше засилен ветер од јужен правец. Утринската температура се движеше од 4 до 10 степени, а дневната од 18 до 27 степени. УВ индексот изнесуваше 5. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде сончево и топло со слаб ветер од јужен правец, со мала до умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од 6 до 14 степени, а дневната ќе достигне до 33 степени. УВ индексот ќе изнесува 5. Тоа е се што подготви нашата редакција. Останете на телевизија КИС.